Алармантна ситуацијата со новозапишани правачиња во основното училиште Гоце Делчев во Штип. Од досега запишаните 54 правачиња, само 24 се македонски ученика. Новаа бројка ќе оди во надолна линија, бидејќи учебната година се уште не е започната, а 20 ученика веќе се испишале. Измените за реонизација во Законот за основно образование не го даваат посакуваниот резултат, вели директорот Зоран Митев, бидејќи родителите со промена на адреса го запишуваат своето дете во друго училиште. И покрај извршената нова реонизација, состојбата не е променета во основното училиште Гоце Делчев Штип, од едноставна причина што родителите најдоа нов модул за начин на запишување на учениците во други училишта. Имено си ги менуваат адресите, а оние кои што не успеа да си ги сменат адресите, само со нотарски договор, подпишан кај нотар, без наемнина, ги запишуваат учениците во другите училишта. Значи, состојбата и оваа година имаме ние запишено 54 ученика, значи, очекуваме да запишеме уште 10 ученика во однос на второто прашање, бидејќи дел од ромската популација запишувањето на учениците не го извршува во законски предвидениот рок, туку тоа се случува и во месеците септември и октомври. Значи, прописно ќе имаме формирано 3 паралелки, меѓутоа имаме само 24 македонски ученика, еден денеска се испиша, уште еден ќе се испише, а кога ќе формираме паралелките, верувам дека ќе имаме постапка на испишување и на останати ученици по, реков веќе, позната формула, промена на адреса или подпишување на нотарски договор за изнаемување на стан дека живеат во друг реон. Ваквата пракса во основното училиште Гоце Делчев во Штип се повторува со години наназад, а најголем проблем овде е непочитувањето на реонизацијата. И покрај напорите да се надминат ваквите проблеми, сепак решение на виделина нема. Директорот Митев денеска посочи дека со почетокот на новата учебна година, тие како училиште ќе бараат да се преиспитаат адресите на родителите со цел да се потврди дали се почитува реонизацијата или се бара дупка за да се изигра законот. Инаку паралелки со помал број ученици ќе се формираат како во Централното училиште, така и во подрачните училишта во село Шашаварлија и населбата Три Чешми.